Граѓаните со поделени размислување за укинувањето на полицискиот час. Добар дел од нив главно ја поздравуваат владината одлука за крај на карантинот, но има и такви кои сметаат дека овој чекор бил избрзан. Периодот од 2,5 месеци бил повеќе од доволен за да се сменат дел од животните навики, но и да се стекнат нови, велат граѓаните, и додаваат дека ќе ги почитуваат мерките за заштита. Порете да се укине, пауза малку да се направи. Ќе се почитуваат мерките потоа? Мислам дека ќе се почитуваат. Добро, во ред. Требаше ли да се укине? Во ред беше. Ќе почитувате мерки потоа? Да, секако. Полициски час е добро да нема, ама заштитните протоколи, мерките се придржуваат сите. Се укинува полициски час. Јас мислам дека тоа повеќе за изборите пропаганда отколку ова другото, ама тоа е тоа. Требаше уште малце тоа да се подржи. Може да, може не. И во пресрет на укинувањето на полицискиот час, веќе од утре почнуваат со работа кафулињата и рестораните, но само летните тераси. Угостителските објекти на големо се подготвуваат во пресрет на утрешното отворање. Газдите во изјава за Алфа велат дека ќе ги почитуваат мерките на заштита и секако персоналот и конобарите ќе носат заштитни маски и ракавици. Работата во затворениот дел според препораките допрва ќе се уредува. Подготовките привршуваат, а менаџерите се спремни за отворање на вратите. После подготвуваме како што гледате. Тежок беше периодот. Се надевам дека ќе биде понатаму подобро. Гледам дека беше заштитни ракавици, маски, се спремно. Да, се е спремно. Средство за дезинфекција се имаме, така да подготвени сме. Се огласи и министерот за економија. Рече дека угостителските објекти ќе работат до 20 часот. Истите протоколи се усвоени од страна на владата на вчерашната седница, имајќи во предвид дека таму беше предвидено дека во фази ќе ги отвараме угостителските објекти. Според Комисијата за заразни болести, на една маса ќе може да седат најмногу четворица. Сепак останува нејасно од кога ќе се отворат затворените базени, но и фитнес клубовите.